И Тарпео, расказ. И Тарпео и гостилничарот. Пошол Пео една сабота на пазар во Прилеп со своите мариовци и излегол в чаршија да се прошата и да ја разгледа. Се запрел пред една гостилница, вриеле тенџериња со разни манџи, но потекле слинките од убавата миризба, ама немал парички да влезе да повечера. Затоа си извадил од торбата едно парче лебец и отишол кај тенџерињата и почнал да си го топли лебецот на парејата што излегувала од нив. Та така помекнат, почнал да си грицка од него. И таман сакал да се изстави од тенџерињата, почнал гостилничарот да му вика однатре: „Еј, побратиме, камо пари што си го натопли лебот?“ Пео се зачуди што му побара пари кога не срекна ни една лажица од манџата. Но гостилничарот истрча надвор и го грабна да го тресе и да му бара да плати за парејата. Пео почна да се брани и да докажува дека нема зошто да плаќа. Но овој го нападна и му рече: „Ке платиш како попче што си го натопли лебот. Ако не беше оганот под тенџерињата, немаше да има пареа, а за огнот се потребни дрва, за кои јас сум дал пари, и затоа ќе платиш или ќе ти удрам 10 стапови.“ Виде Пео, направина ќе јаде ќотек и почне да мисли, па наеднаш ја погледна својата сенка од вечерното сонце и му вели: добро, ќе ми удриш, ајде земај го стапот.“ Гостилничарот изнесе еден голем стап и стапкаше да го налегне Пеа, за да му ги удри 10 стапови. Но Пеа го фати за раце и му вели: „Удри, побратиме, ако сакаш и 100 стапови по мојата сенка, зашто ако не сум овдека, нема да ја имаше и неа.“ Сите присутни сладко се насмеа и го пофалија Пеа, а гостилничарот го викна во гостилницата и го навечера од најсладките манџи поради мудрата Пеова одбрана. Дошол друг пат Пео кај гостилничарот и си порачал една ваганка манџа да си појаде. Кога се наручал Пео, дошол гостилничарот, си ја зел ваганката и лъжицата и му побарал пари за манџата, велејки: „Побратиме, некни ме измами ти и не плати што си го натопли лебот на парејата, ама сега не можеш да мрткаш, давај го грошот ваму.“ Гледајќи го Пео како си ги собира ваганките и лъжиците, наеднаш се присети на некаква досетка и го извади грошот. Но наместо да му го тури во раката на гостилничарот, тој го удри силно од масата и веднаш си го зеде назад и си го тури в джеб, велејки: „Мене грошот, а ти земи си го звукот од него, зашто и ти си ги прибра ваганките и лъжиците.“ Кога гостилничарот почна да протестира што не плаќа, Пео го потсети на понапрежниот случај со парејата, па му вели: „Да не беше мојот грош, немаше да има и звук“, и пак измрда од плаќањето.